Колку може да се представи рајот на земјата само низ една песна? Првиот обид му припадна на Славко Ѓорговски, кој го напиша текстот за песната за село Вишни, насловена како Еј Вишенци. Песната ќе ја слушнеме. Ќе дознаеме за племенитото плато од Вишни на Јабланица, за 7 црковни слави, за славното миното, за одолевањето на сите бури, за континуираниот живот на Вишенци, кој трае веќе повеќе векови. За недореченоста ќе се погрижи професор доктор Павле Митрески, кој низ монографијата Вишни, времење и потомци, низ 470 страници успева да ја врати историјата од заборавот и да стави акцент на вредностите кои секогаш биле дел од ова поднебје. Прекрасната местоположба, благиот релјеф и клима, отворените патишта и сообраќајни врски, трагите на стари цивилизации, условите за развој на земјоделието и сточарството, ама и зидарското занаечиство, се само елементи кои го наведуваат вишенскиот човек уште од првиот чекор на самоопстој и на размисла за збогатување на квалитетот на живење или на животни вредности кои често се единствени и својствени само за нив. Како поинаку ќе броеше над 170 членови стеблото на фамилијата Ѓорговски, како ќе произлезеше кадар од над 150 високо образовани вишенци, како семејството на цара и Љубе Митрески ќе израсна 8 дечиња, како ќе произлезеа 7 цркви и уште толку селски слави, Божечна, Васеличарска, Водичарска, Великденска, Ѓурѓовденска, Атанасовска, Свети Климентова. Низ оваа сторија, насловена како Моите 3 универзитети низ ликот на Павле Митрески, ќе откриваме дел по дел од животните вредности на сите вишенци. Во многуте дечиња, раѓањето на Павле во 1932 година многу го израдува домачинот Љубе Митрески, мислејќи дека најпосле ќе изнегува наследник за собствената дејност, сточарството. Очекувано беше дека Павле уште од првите чекори ќе се дружи со домашните чувари, кучињата, ќе го оседла магарешкиот самар, ќе го носи тагарчето преку рамо, ќе држи крлук во рацете, ќе го трасира патот на движење на стадото овци, ќе ги гази тревнатите патики по Јабланица, ќе прави разлика помеѓу височините и погледот према езерските широчини. Учењето на првиот животен универзитет кај Павле Митрески започнува уште во раното детство. Овде кра овај простор
Јас сум роден 1932 година во семејство многу чедно. 6 браќа и 2 сестри, од татко Цара и Љубе. Нашето семејство е познато во Вишни, а посебно е познато по револуционерниот движење што го водел пред Илинден и по Илинден војводата Мишо Ѓоршев, односно Митрески, чија куќа еве негова се уште стои, а ова наша куќа е овдека рушена, а ние се преселивме, односно родителите не преселија во нова една куќа, изградена малце понатаму. Како секој универзитет, и овој на Павле не би бил вистински доколку не го наведе на искушенија, успеси, падови, радости и надежи. Не би бил вистинскиот доколку со методите на суровата реалност не го научи да се причува од самоволие, од самоувереност и од лажното чувство на безбедност кој на прв поглед ја нуди јабланица. Павле Митрески со задоволство раскажува за патот на неговата животна наобразба, па дури и за тоа дека имајќи намера воловите добро да ги потхрани, толку ги назобал со свежа јонџа што одва и преживеале. Не му успел и системот на брза пошта, кога го подбрал магарето натоварено со млеко и наместо во бутинчето, млекото завршило во провалија. Раскажува и за блиската средба со зверот. Дете, а веќе печен и подготвен за уште поголеми животни предизвици. Павле постанува дика и понос за своите родители. Оваа куќа е изградена 1938 година и моите родители овде се преселиле. Во овој простор и позади чувавме овци, кози, говеда, а тоа значи исклучиво целото семејство, како што кажав многобројно, се занимавало со сточарство. Од тоа живеевме и од тоа останавме татко ми све до неговата смрт. Ние, децата, секој на свој начин си ојдевме по патот на печалбарство и сите 5 браќа изградивме куќи. За жал, најмалиот брат трагично загина во водите кај што спојува Дунав и Сава во Белград 60 година на 23 години. Алчни бевме да се најадат убаво во ловите и една година есенно време беше, со пченка ги најадовне со мојот другар што пасевне волови, со пченка и се предуе во ловите и едва стигнавне, ги донесовне тука. Меѓутоа почнаа пени низ уста да им излегуват, ќепцојса. За сва среќа татко ми не разбра што се случува ноќта, иначе ќе јадев ќотек. И млекото го носевне со коњи и магарина долу. Го натоваривне магарето со млекото во кантите лимени и низ тие стрмнини серпентини во планината, јадното се лизна и со си млеко лом се направи, на неколку места се испреварти и застана неден гром, а јас плачи, нема спас, сам бев. Бевне бедни тога, беше Великден, а по Великден колачи и тросирење носев со себе за јадење, козите се растурија низ планината, имав 3 кучиња и седнав да јадам. Во меѓувреме, еден пусти зајак излезе и кучината трнаа по него, а волците позади да ме гледаат дека тие кучината избега угоре и се нафрлие по козите. Јас вода борба со волците, со стапот,
тие трите, еден позади, други заврат, трети од средина го дават и јас со стапот удирав и онемев. Не можев да зборувам. Во меѓувреме, кучината, како најдобар пријател на човекот, од некаде кој дојде, кој почне една силна борба, куче со волк, сите три кучина по еден волк, едни со други се давеа. И ја тога добив сила, удирав и волците избегаа. Јарецот остана жив на нозе. А кучината, што е многу важно, дека сите велиме дека се најголем пријател на човекот, едно куче оди позади, едно напред, а другото острана. И само ја плачев, а само гледаат во мене. До дома, дури дојдов овде, ме чуваа. Таа гледка не може да си ја заборава. Тоа беше негдека 44 година. Во таа година мислам да ми се деси и друг еден случај. Мечките ги напаѓа пченките, јаде, имаше многу дивина. И татко ми, мене и момчула, кој беше дете негдека на 5 години, ме задолжи јас да ја чувам пченката ноќе да дежураме таму. Беше месечина. Се гледаше прекрасно ноќта. Под колибата седиме јас и брат ми. Брат ми заспа. Во тој момент мечката со две мечина влезе во нивата. Јади, ал не јади. Мечината исто така. И во меѓувреме, додека и се најаде све, почна мечката да си игра со мечината, пченката да ја уништува и некако слушна дека има човек тука глас, избега, си замина. Ни збор, ние не рековне, плашајќи се од неа. Чекав да дојде зора. Не смеевне да излезиме од колибата. Ми беше страв. И пукна зората и тогаш дојдовне овде со детево, со брат ми, дојдовне и со плачење. Едноличноста на сточарските работи како да го ослободија во планирањето на собствениот живот на сега веќе младиот домаќин Павле Митрески. Немирниот дух побаруваше нови предизвици, ама и желба да пренесе дел од стекнатото знаење. Од своите другари дозна за писмо и сметање како вредност без која не може да се надградува во иднина. Тие момчиња кои завршиле 4 години школа се понашаа супериорно пред неговите познавања во сточарството. Павле веќе наголемо размислува како да ја прекине разочарувачката агонија, односно чувството дека по наобразба далеку заостанува за своите врсници. Есента 1946 го напушта стадото овци и заминува во Струга, кога успева директно да се запише во 5-то одделение, ветувајќи пред себе си, а потоа и на учителскиот колектив, дека за кусо време ќе ги надокнади изгубените 4 години школување. За животниот пад на Павле Митрески започнува вториот животен универзитет. Јас, кога видов после 10-15 дена во септември, остана селото со празни деца, моите другари ојдоа во Струга, а јас со козите ги чував на Трло и овците во извор, во нивата наша, есента во едно Трло, и на мајка ми е реков, утре јас ќе си одам што сакате правите со козите. И навистина ги затворив козите и са бајлето избегав така во бедна облекла, немавме Бог знае што каква облекла, со искинати чевли, стигна во Струга, избегав и ојдов во школото, браќа Миладиновци се викаше. Мајка ми му кажала на татко ми, ето го тој по мене и ме најде таму пред школото. И јас почнав да плачам, мислев дека ќе ме тепаат и ги оставив козите дома. Ја без да знам, тие се договорија и ми направи свидетелство фалсификат дека сум завршил 4-то одделение и се запиша во 5-то одделение. Ојдов, веќе после 15 дена се вклучив во првото А одделение, ме запишаа таму
Јас ништо немав појма, ни од азбука, ни од математика. Некаде во ноември се пробни испити беа. Пробните испити беа со писмени по математика и по македонски јазик. И ја правам писмена. Писмената беше Арсланот и Глушецот, се сеќам како сега. На тетратката сум запишал само шкртање, А мало, В внатре големо, името мој презиме. И све сум шкртал, нешто што сум научил од азбуката, целата сум ја напишал само со хиероглифи, непознати, азбучни размислувања и мои цртежи, бидејќи не ја знаев азбуката. Кога наредните неколку дена ги додели писмените задачи, јас немав писмена. Тој чуваат кај него писмената. Кој не доби овде писмена? Па јас му викам. Кој си ти, бре, дете? Па јас сум Павле. Како си дошол ти овдека? Зошто му викам? Па ти си неписмен човек, дете. Што е ова? Излези на табла. Пишувам јас таму. А мало, В голема, азбуката пишувам, не знам да пишувам. И со плачење немаше спас. Ја беше сабота, дојдем. На мајка ми беше на пазар, ја вела, мајко, овците пак ќе се вратам дома. Ја ништо не разбира, ништо не знам. Меѓутоа, таа беше многу бистра, остроумна, Бог да ја прости, навистина, ја што ме задолжи, благодарение на неја. Не, синко, ќе останиш, ќе учиш, мораш, оти татко те, ако се вратиш, ќе те отепа, ќе те бие, остани, прави што ќе правиш, ќе се мачиме. И јас останав. Бранко Ковачевски, директорот, задолжи деца да ме учат и математика, и азбуката. Го молам, му велам, професоре, пуштете ме некако, оти пак јас овци ќе одам, нема да научам ништо. А во 6-то оделение кој ќе дојда, ако не знам, оборете ме, слободно. Тој се насмее, ме удри така по рамена, влего внатре и почна да испитуват. Провокативно ме праша неколку по математика, надвор не ме беше добро чуден, не ме извади на таблица, ако ми извадеше ништо не ќе знев, ама ме прашуваше децата одзади, минус 2, 1 на квадрат и така натака, 3 пати ме праша, па Павле научил пред сите деца и тие дечината како другари, да, научи и ми ја стави двојка. Јас завршив 5-то оделение, благодарение со помош на другарите, па и на учителите, завршив со успех, али книгите од 6-то оделение веќе ги зедов и пак ојдов летото со овците, си продолжив и по планината децата други играа фудбал, се шетаа по селово, а ја од озгора од планината со овците учев и ги чував овците, али научив, кога дојдов во 6-то оделение, веќе јас знаев добро да постапувам и да учам. И полагав на ние приемен испит, кога полагав на приемниот испит, сите се беа вознемирени, вчудоневидени од моето знаење и умење и раскажување и сите беа задоволни што направија таков еден гест што ме пуштија да учам понатаму. Друга со ученичката книжка, све со петки, ги наоѓам учителите, низ чаршијата шета 4 учители, меѓу кои и директорот Бранко Ковачевски, со нив се шета, тога беа почитувани учителите. И јас му излегов пред нив и им рекав, добар ден, дали ме познавате? Како не, Павле, ти си, да. Вие што ми попуштивте во основното училиште, што завршив осмолетката, ево ви книжка, ве оправдав, еве све петки. Прво, пред се, јас сум роден во Вишни, како што реков понапред. А Вишни представува за мене едно свето место, природно, богато, со прекрасни предели, историски, изворски, планински, близу до градот Струга, место во кое што представува како едно орловско гнездо, за кое што секој патник кога доаѓа, навистина се воодушевува. За мене неслучајно сум направил
покрај старата куќа што имам, јас си направив посебно куќарче, ево овде што го гледате и навистина јас во него повеќе уживам во зимскиот период, е многу убаво исто како и во летниот и пролетниот, како и во секоја доба време. Меѓутоа, во Вишни ме врзуваат и моите предци, моите родители, моите покојни двајца браќа и други роднини ме врзуваат. Ме врзуваат празниците. Јас кај да сум досега во животот, еве навршив 76 години, јас за ден Спасовден, било кога сум бил ученик, студент, јас сум доваѓал. Тој е еден голем свет празник од 14. век, чија традиција се славеше и се слави се уште така масовно. Сум доваѓал и доваѓам за Свети Климент, исто така еден голем свет празник, не само ја, него и другите, но јас не го испуштам. Се разбира, посебно доваѓам и за еден други празник, празникот за покојните на Дувовден, тој е Ден на мртвите. И тогаш јас секогаш одам во црква. За мене интересна работа, јако низ минатите години не се одеше во црква, меѓутоа за тој ден јас секогаш доваѓав и за Велик ден доваѓам. Видите, јас мъката ме натерала во текот на тие години, тешки детски години, да се мъчиш да чуваш овци, кози, да се бори за леп, едноставно за обстанок, како да си вработен во нашето семејство. Ние имавме 24 души во нашето семејство, секој имавме задача. И никогаш не сме страдале за леп. Некојаш другите и страда, ние беа војни, ние никогаш не сме страдале, али работевме. Ама ете, сакав што побарзо да завршам и да дојдам овде. Образовниот процес на Митрески се воздигнува. Најпрвино со успех ја завршува учителската школа во Битола, подоцна како сојузен стипендист и филозофскиот факултет во Нови Сад. Желбата за нови сознанија го става на раскрсницата од историски случувања, кога настојува да изгради животен континуитет на народите, особено на својот народ, фаќајќи врски помеѓу минатото, сегашноста и иднината. На таков начин го определи своето идно занимање, историјата, со оглед на стручноста која му се наметна како на млад и перспективен човек. Од друга страна пак, било можно да се предпостави дека идниот историчар најпрвен ќе се позабави со минатото од својот роден крај, подоцна со минатото од својата област, да ја наречеме Охридска, а многу подоцна и со минатото која ги допира националните и државните работи, вовидувајќи го во времето од неговата наобразба или во времето од поминување низ вториот животен универзитет, Павле Митрески со задоволство беше исслушан кога зборуваше за својот роден крај. Селаните од Вишни пред се занимавале покрај земјоделие, нарочито со печалбарство. Тие се познати ѕидари, фасадери, терацери, низ Балканот, во Румунија, Белград, Скопје и каде ли не. Еден од познатите добри мајстори, Никола Цветковски, ја изградил ова зграда 1927 година и еве одолева на времето успешно, бидејќи е добро градена. Немам податоци за црквата Свети Никола кога е градена, меѓутоа старата црква овде се наоѓаше на овој простор во правец исток-запад. Но интересно е овдека една друга појава која е присутна, врвеле каравани према денешниот албански територија и некои од нив оставиле и траги. Меѓу трагите кои се оставени се смета дека има и злато оставено. И дека е тоа така, овдека во еден камен лиен, едно грне пред 5-6 години го најдоа. Дека тука се чувало злато. Еве го тој знак овдека, а ние селаните никогаш не се досетивме дека може тука да се чува и
со апаратите најде и друго грне тука го најде. Така да со златото во ова свето место веќе е завршено. Гимет дигнато, уништено. Ова нова црква е изградена пред 10 години и то во режија на црковниот одбор од Селово и самите група селани, а ја градеа наши неимари вишенци, и ја градеше Ангел, инженер, архитекта, едно момче, и јас сум навистина задоволен со градбата, не само ова црква, него и Свети Климент што ја изгради, е црковно мало ремек дело кое вечно ќе остани, бидејќи материјалот што е внесен тука, било од една страна, било од друга, навистина доликува на една црковна мала граѓевинска структура и се одолживме ние према старата црква како селани. Ова црква се вика Свети Климент. Јас сметам дека во црквите, од 7 цркви во Вишни е најстарата црква, бидејќи пред 10 години ова црква е возобновена и изградена со собствени средства на Трпе Ѓорговски Вишенец. Лично тој тие средства ги обезбеди и иконостасот натре и фреските, све комплет го направи тој. Меѓутоа, мајсторот што ја градеше ова црква, Ангеле од Вишније, гледате исто така е многу убаво, со јаки елементи, камен и бигор изградена, кои се ресурси на Вишни. Го замолив да копат длабоко, да најди темели колку цркви се стари изградени. И тој, кога ископуваше, наишол на 3 темели, така да ова е 4-та црква што се градила. Тоа значи дека недека 10 век или 11 век мора да постоела таа црква. Значи првата населба е тука и овде има гробишта, целото ова подрачје е полно со гробишта и секое семејство си има своја трпеза. И тука на 9 август секогаш луѓето доаѓаат и слават, почит дават на овај простор. Уште една црква имаме горе, погоре од овдека на 400 метра, се вика Света Врача. Едино таа се уште не е возобновена, али темелите постојат. Се надевам дека црковниот одбор ќе најди решење, така да сите 7 цркви ќе бидат во Вишни добро заштитени. Во Вишни постоеле 3 караули од државата изградени. Едната 1913, односно 14 година кај Свети Никола, темелите се уште постојат, а другата е изградена кај Студенец према Радолишкиот Синор и третата после војната е изградена овдека 45 година, ова караула што ја гледаме сега, која работеше до 53-54 година. Потоа граничарите се преселие таму кај што им е местото. А овдека постоеше едно црквулче старо, кое се вика Свети Петка. Минатата 2007 година ја изгради со собствени средства, донатор ја изгради Славко Ѓорговски, жител на ова село. И ево е монументално здание, кое останува за вечни времена и спомен на Вишни. Оваа куќа ја градена меѓу двете светски војни со цел газдата Борис Крстевски да ги смести граничните единици што ја чува границата со меѓу Југославија, Кралството на Југославија и Албанија. Ова е панорама на селото Вишни. Гледате, е доста убав поглед, прекрасен и сочуван од памти века. Така како што било негде доградувано, негде дотерувано, а негдека и куќи испаднати, рушени од забот на времето. Горе под планината Крстец се наоѓа селото Горна Белица,
кај што е хотелот тука во Белине, ако можете снимите го. И над хотелот горе се наоѓа каптажа за користење на водите од Горна Белица, кои треба да поминуваат под планината Јабланица. Еве се гледа трасата што е обележена, веќе ископини постојат, значи булдожерите работат. Овде на Целово ќе се изгради една хидроцентрала, а друга позади Селово подолу. Овие две хидроцентрали се во тек и веќе ќе бидат реализирани ова или идната година. Верувам со изградбата на овие хидроцентрали селото ќе добие нов лик, нов живот. Позади мене се наоѓа црквата Света Недела, која се датира дека е од почетокот на 19 век. Меѓутоа, неколку пати е градена, затоа што овдека се наоѓа една ветрометина, во снего и дождови и паѓана. Пред 20 години еден наш селанец Спасе се вика сам со сопствени средства како ктитор ја изгради, а денес црковниот одбор од село Вишни ја одржува во најдобар ред и така да ја заштитена со сите нешта од разни влијанија. Внатре ова е мало цркулче, меѓутоа го одржуваат нашите луѓе. И еве, ктиторот овде е Спасе Стрезовски, што изгради плочата, а тоа го негуваме. Од овде има прекрасен поглед на Струшкото поле, а посебно на Струга и Охридското езеро. Пред нас се гледа и еден од најстарите ридови кој бил населен со тврдина, се вика Бабуш. На Бабуш била изградена тврдина уште за време на Филип II од 3. век пред нашата ера, а таква тврдина била изградена и овде кај што се наоѓаме позади 200-300 метра во местноста Варвалец. Остатоци и на едно место и на друго постојат. Затоа тврдат и историчари кои се бават со византискиот период на историјата, меѓу кои Острогорски, Ѓорѓи академикот, во историјата на Охрид првиот дел и така натака. Интересно е што токму на овие тврдини Јустинијан први од 4. век, 5. овде тие тврдини биле сочувани, меѓутоа после тоа тврдините остануваат ненаселени. И едната и другата. Кога зборувам за местноста Бабуш, тука најдено имам историски податок со документи дека се наоѓала најпрво манастир кој се вика Свети Спас, односно Света Спасица. Тука живеела до крајот на 14. век. После 14. век, кога доаѓаат турците, го освојуваат овај простор, бегајќи од поганство, од насилничко однесување, се преселува во една пештера овде во местноста Сушица, кај што во една стена изградена посебна црква. Од целово наше Вишни има бројни интелектуалци и печалбари кои што се растурени по светот, низ поранешна Југославија, низ Европа, па дури во Америка. Токму од ова место кај што сега се наоѓаме е собственик на оваа куќа
доктор професор Даме Стојановски и неговиот брачет Цвете, луѓе кои што Даме живее во Лјубљана, а и на повеќе други места. Меѓутоа е за одбележување што на ден Свети Климент, кај да се, тој и Наум Таштановски, неговиот комшија, мора да се тука по некое непишано правило, а тоа правило значи по мое почитување на својот род, на своите предци, на своите културни стари традиции, прослави, кои навистина представуваат почит на минатото. Како што гледате, скоро секоја куќа стара е изградена од камен и вечно делува на времето, што се гледа и од овие неколку кадрови од куќи кои се наоѓаат сред село. Во средината на 19 век, а некаде и повеќе од 30-те години, во Струга и Струшко почнуваат да се градат цркви со дозвола турскиот султан, донесен е ферман и за изградба на црква во село Вишни, која почнува да се гради 1846 година. Можете да замислите колку биле вредни вишенците во тогашно време. За година дена црквата е изградиле и наредната година веќе и иконостасот е направен од група на мајстори од Гари, од Дебарца, од Дебарскиот регион, мајстори кои што на вистина ќе видиме внатре таков иконостас кој ден денес се чува. Црквата секојаш ја негувале луѓето од овдека и ден денес има посебен црковен одбор. Јас лично сум многу воодушевен од тие луѓе што црковните светилишта во Вишни добро ги одржуваат, ги негуваат, што може да се види и во заштита и на оваа црква, како и на другите помали цркви. Задружниот дом изграден со собствени сили на селаните 1949 година, кога и се формира за другите, кои оставие, можам слободно да речам, длабоки негативни последици, бидејќи од тога населението почна да се сели, да оди во туѓина и да не се враќа, бидејќи за другите се покажа како економски, земјоделски единици навистина штетни и последични. Место да се градат патишта и водоводи, овај дом се изгради, а селаните во ова село со задружне живење не може да издржат. Најстарата школа во Вишни имаме податоци дека се наоѓала во близината на црквата Свети Атанасије. Меѓутоа, потребите за изградба на нова школа настанале после завршувањето на Првата светска војна. Со помош финансиска на Кралството на Срби, Хрвати и Словенци 1927 година, како и од селаните, ја изградуваат оваа школа. Своите соништа за научен пристап према историската вистина кај Павле Митриски уште повеќе се зацврстува по завршувањето на Филозофскиот факултет, одсек Историја во Нови Сад во 1958 година. Работејќи како професор во училиштето за ученици во Стопанството во Охрид, а потоа како директор на Историскиот архив во Охрид, односно како раководител на службата за заштита на архивската граѓа при Историскиот архив, а нешто подоцна и како директор на Работничкиот универзитет во Охрид, створени се услови за позитивно иритирање на скрената желба за истражување. Во јуни 1975 година докторира по историски науки на Филозофскиот факултет во Скопје, кога започнува времето од неговиот трет животен универзитет,
оној вистинскиот, преку кој објавува 8 трудови и над 130 научни прилози кои често ги експонира преку научни семинари, преку јавните медиуми или воопшто преку македонската научна мисла до степен на цитираност од истражувачи од целиот свет. Во меѓувреме, сега веќе професор доктор Павле Митрески работи како вонреден професор по национална историја на Педагошката академија во Битола, како редовен професор на правниот факултет во Битола, предавајќи го предметот историја на државата и правото на народите, како и на техничкиот факултет, предавајќи го предметот наука за општеството и исто така како редовен професор. Во меѓувреме на професор доктор Павле Митрески му лежат и општествено-политичките ангажмани. Членува во повеќе научни и стручни издруженија, не само во Охрид, каде што живее, туку и во Битола, односно низ целата држава. Добитник е на 7 ноемвриска награда во Охрид за научното дело студентската колонија во Охрид 1938 до 1940 година. Редовен и активен член е на Друштвото за наука и уметност во Битола, а своевремено бил и член на Универзитетскиот совет на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. До распадот на СФРЈ работи како известувач, новинар за белградска политика, пренесувајќи настани од Охридско-струшкиот регион, особено за престижните Охридско лето и Струшките вечери на поезијата. Од објавените научни трудови покрај цитираниот Вишни, потомци и времиња, посебно го издвојува трудот Михајло Пупин за Македонија, за кој често нагласува дека тој ја представува неговата втора докторска дисертација. За мене таа втора докторска дизертација, бидејќи напишав книга под наслов Михајло Пупин за Македонија пред 10 и повеќе години. Јас трагав по патиштата на семејството Пупинови. Тоа е едно големо семејство. Нивното движење на власите низ Балканот, движење на македонците низ Балканот, па низ светот, од маките, од страдањата, било економски, било воени, притисоци и така натака, меѓу нив е и тоа семејство. Нивното потекло води од едно мало село, веќе најдов 1000 документ за тоа од кое е тоа село, 1568 година, турски документ, попис, во кое што Пупин, прва семејството Пупинови се спомнува, се наоѓа меѓу Преспа во планините и Москополе, односно Корча. Горица тога се викало Корча. И нивното путешествие, бедни исто така се движеле, нивните семејства дошле дел на овај простор кај под планината Јабланица, Горна и Долна Белица има семејства, во Вевчани има семејства што се разделиле и потоа некои од нив, имам по име и презимене, е долга и широка таа историја, се селат на други подречја низ Србија. Меѓутоа, еден од нив, Михајло, кој што бил како гранична единица ангажиран од турците во одбрана со Австрија и Унгарија, нападите во Војводина на граничните предели и тој останува во Идвор, во околината тука и се повлекува турците, фамилија си оформил и останува таму да живее. А неговата мајка на Михајло ја води потекло од Охрид. Сега некои податоци имам сознание била од Лин. Во богатиот архив на научни и стручни трудови може да се сретнат најповеќе дела од монографски карактер, ама и учебници за студентите од правните и техничките факултети. Токму поради тоа, предлагано е од еминентни институции за добивање на наградата Климент Охридски 2000 година, ама и за државната награда 11 октомври. Работниот век на професорот доктор Павле Митрески завршува во 1999 година, ама само под заткрилото на поимот пензија. Тој денес активно работи низ неколку научни проекти, од кои го издвојуваме трудот за историјата на Охридската гимназија. Низ веќе оформена документација од над 2000 фотографии и уште толков број на изјави, научниот труд на професорот доктор Павле Митрески ќе се збогати со уште едно вредно и несекојдневно дело.
Професор доктор Павле Митрески, како сам кажува, е човек кој умешно го споил планинскиот со езерскиот живот, овозможувајќи можност за творење и конак во селото Вишни, каде е роден, ама и во населбата Лагадин, каде во својот објект престојува преку летните месеци. Постојаното живеалиште му е во Охрид, место каде најповеќе му посветува внимание на своето семејство, сопругата, ќерката и двете внучиња. Инаку, ова е моето најтесно и ценето семејство и ми представува најголемо богатство што сум го стекнал. Овде е дел од мојата библиотека огромна што имав. Целата ова просторија беше со библиотечен фонд од преку 4000 книги, историски се разбира, и немајќи место кај да ги сместам, јас ги поклонив на Народниот музеј и Заводот за заштита на споменици во Охрид и сметам дека таму за идните поколенија многу ќе послужи, за да може да ги користат било македонски граѓани, охриѓани, било странци. И мислам дека тој гест поарно го направив така, бидејќи архивската граѓа што имам, фото копија што ги имам, или снимано што ги имам, околу 16 или 20 папки, фасцикли, ги предадов исто и тие во депоата на Историскиот архив во Охрид за трајно користење на идните поколенија. Така да 30 години творев и целокупната документација што сум ја напишал во Весникот Политика, ги имам собрано во 4-5 фасцикли и тие се средени по години, по месеци, по години и се предадени. Така и тие представуваат една врста историја на Охрид, што се збиднувало во Охрид, објавени во Дневникот Политика. И тоа е дел од историјата, од творењето мое, така, секојдневно работење во својот живот. Средината помеѓу детските трауми и релативниот успех во детството е очигледно дека позитивно влијала на формирањето на ликот на Митрески. Тој уште во тоа време става паралела помеѓу вистинската спознаја и она што му се нуди како напишана вистина, наведувајќи го на логична размисла која подоцна ќе дојде до израз со научен пристап према реалноста. Се присетуваме на случајот кога уште како дете од врвот на Галичица го посматрал Јадранското море и војно се чудел на прашалникот како тоа Македонија да нема море, а јас го гледам безмалку пред својот двор. Ставајќи ги во игра на станите од поделбите, војните, преселбите и страдањата на македонскиот народ, кинисува по потрага на бележани аманети и тапии, што би рекли историски документи, ги проучува, им дава насока према патот на вистината и користејќи интуицијата за историска логичност, произведува научни дела кои денес му се признати во целиот свет. Тој, за да ја разбие фамата за постоење наводно на повеќе Македонии, ја допира и последната јужна точка од границата на етничка Македонија, кога бива изненаден од средбата со македонец под планината Олимп. Сите тие околности дозволија Павле Митрески да постане еминентен истражувач. Тој посегнува дури и понекогаш забрануваната историја, како што е случај со заговорот за замена на територии, кога поради манастирот Свети Наум жртвовани се над 20 македонски села во корист на соседна Албанија. Што правите? Добар ден, добар ден. Чисто македонски човекот ми зборува.
Поправив муавет, ама дай ми една лента со македонски песми. Добро молам, ти знаеш убаво македонски. Па јас сум вели скок на македонец. Добро молам, а ја нешто знаев до каде е Македонија, али практично да видам не знаев. Како бе дете, беше во години, човек не знаеш. Имаш време да ти ја покажа? Имам. Мовци да ти избегат, нема да бегат, ќе седат овдека. И ојдовне да ми покажи. Ме однесе на Денистени во Платамона. Од Платамона нагоре, кој ќе одиш една висина, голема планина, се наоѓа Олимп. И стените кои што се наоѓаат таму се скоро метар и пол, 2 метра, направени зидини. И под зидините се градени, замислите, од Морево, па све до врвот на Олимп. Ја ојдов до некаде докај можев да одам, меѓутоа тоа треба висини големи. Вели све вака е до горе е овие се границите. Од овдека е Македонија, на југ е Грција. Бидејќи се упишувал 24 села од она страна, македонски села, кои се жртвувани од владата на Србија, Хрватска и Словенија од 920 година, па све до 23 година, 24 кога се склучени тие гранични меѓународни договори. Тогаш Никола Пашиć, преседникот на српската влада, а известно време и на Кралството на Србија, Хрватска и Словенија, тој пресекол. Имам за тоа и документ кој што пишува во следното. Дава наредба на градоначалникот на округот Охридски, на градоначалниците на Струга и Охрид да дојдат во манастирот Свети Наум преку ноќ со испратени двајца агенти, негови полномошници, 23 година, во која што им дават наредба пошто пото манастирот Свети Наум да припадне во оквирите, во рамките на Југославија, односно на Кралството Срби и Хрвати, бидејќи Југославија после 29 година се вика Кралството Срби и Хрвати и Словенија да припадне, а ако треба инак се жртвуваат тие 24 села што се наоѓаат од таа страна на границата од Сртот, од која протега од Дебар, кај што Шпиле е централата, па све до тој Срт кој што доваѓа до Пустец, од таа страна до Преспанското езеро, таму се наоѓаат 24 села, македонци се населени, се жртвуваат само да се добие манастирот Свети Наум. Викнат ја тука и владиката и представници од албанските две племиња кои беа тога на власт во Албанија. Тие беа поделени се Геги и Тоски и едното од нив е еден војсковоѓа во моментот, не може да се така как се викаше, и тој доваѓа во манастирот. Договорено е во 2 сата навечер да дојдат, со бели коњи од овде се поминати, представниците од Кралството на Срби и Хрвати, односно со началникот на округот Охридски, сите тројца одат и тие двајца дипломати што се од Белград дојдени и поставуваат на хартија. На хартијата е напишано, тие села 24 ќе припадат во Албанија, манастирот Свети Наум ќе биде овдека, ја имам за тоа документ и замислите тој потпишан документ, упоредувајќи го со документот што е меѓународен потпишан за тогашно време од европските сили, што е потпишан, истото што го направиле ноќта со свештениците во присуство на владиката, на старешината на манастирот Свети Наум, истиот текст, истите точки, после 2 недели, 3 се подпишани и тој договор е во сила и ден денес.
Иако во поодминати години професорот доктор Павле Митрески се уште твори, само Господ нека го поживее. Професор, дали имате се уште сила и енергија овој простор да го користите како научна лабораторија и во иднина? Па дека е тоа така, другата соба е навистина полна со документи. Еве, овие денови прибрав преку 2000 документи од почетокот на 20 век до 44 година, бидејќи пишувам, ги преснимав ксерокс, пишувам за историјата на Охридската гимназија. Вториот дел што го работам ми е полесен, а тоа е второ издание на книгата Михајло Идворски Пупин, кој е издание за среќа ова година Министерството за наука на Македонија ми го финансира. И штом веќе ме прашувате за лабораторија за пишување, тоа е болест. Јас не можам да мирувам, во овој двособен стан сум творил и до животно ќе творам. Третата книга која што е, ако здравието ме послужи, а тоа е за Резбарското училиште. Ја исполнив својата желба, некогашна детска, бедна, сиромашна желба што сум ја имал, да јас станам оно што многу луѓе во животот желба име да творат, да создаваат, а јас во границите мои нешто навистина создадов. Така да секој еден човек, млад, без разлика која професија, сака да создаде. Дали е тој ѕидар, дали е тој дрводелец, занечија, уметник, научник, мора нешто да создаде. Тоа е желба на човекот. Еве, јас сум успел ова што навистина сметам дека добро сум направил. Овде е една прекрасна гледка